Среќна нова 2026 година. Ви посакувам многу здравје, затоа што ако имаме здравје, ќе можеме да ги исполниме сите планови и сите желби кои што си ги посакуваме и во оваа нова година. Добро утро, почитувани гледачи, добре дојдовте во првото издание на Фактор здравје во новата година. Зборуваме за превенцијата, кога веќе си го посакуваме здравјето, мораме од некаде да почнеме. Ако добро се грижиме за превенцијата, ако посветуваме доволно внимание, ќе си обезбедиме и подобар, и поздрав, и поквалитетен живот. На тема превенција за подобро здравје, утрово во емисијата зборуваме со доктор Веле Тодоровски, доктор по општа медицина од приватната здравствена установа доктор Сара Медикал. Добро утро, доктор Веле, и добре ни дојдовте. Пред се среќна нова година и се најубаво во ова истата. Да имате помалку болни пациенти, а повеќе пациенти со кои заеднички ќе работите на превенцијата. Добро утро, благодарам на поканата. Среќна нова година и божекни празници вам и на вашите гледачи. И сакам да посакам вам, а и секому што нагледа, првично здравје, а понатака се останато. Така, ви благодарам за убавите зборови и за убавите честитки што ги упативте. На почетокот на годината секогаш си честитаме со оној поздрав да имаме здравје, ако имаме здравје ќе постигнеме се. Го применуваме ли тоа во пракса или пак се уште само до некаде останува дека е како една голема желба наша? Генерално мислиме на здравјето во идно време. А ние треба да работиме на здравјето сега и овде, односно секојдневно да си придонесуваме кон тоа да бидеме здрави. Здравјето е инвестиција сега за во иднина. Бидејќи само сегашноста имаме, и во неиза може да работиме на се што следи во иднината. Значи здравјето треба да биде една константа која што ќе не следи во текот на целата година. Затоа викам работиме на здравјето секој ден. Така, тоа се некои мали чекори кои што треба веднаш да ги преземеме, а многу ќе добиеме токму од нив. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, и следете на од самиот почеток до крај. Со доктор Веле Тодоровски, доктор по општа медицина од приватната здравствена установа доктор Сара Медикал Скопје, зборуваме за превенцијата како главен предуслов за добро здравје кај секого од нас. Доктор Веле, што е по дефиниција здравје? Не е само отсуство на болест. Кога зборуваме за здравје, најчесто ние и сите пациенти мислат на болест, на дијагнози, на здравствени установи, болници. Но една дефиниција за здравјето и според Светската здравствена организација и во учебниците што се учат на медицинските факултети, тоа е една состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, не само отсуство на болест и изнемоштеност. Значи здравјето е, да кажеме, еден цел концепт на кој што работиме во текот на целиот живот. Како што кажав и претходно, здравјето е инвестиција и треба да работиме на таа инвестиција секојдневно, да вложуваме и да бидеме се подобри во тоа. Така, за да имаме здравје, за да имаме благосостојба и добар и квалитетен живот, треба многу порано да работиме на превенцијата. Што е превенција? Зошто е толку важна и кога и каде почнува превенцијата? Така, значи самиот збор превенција значи да се спречи нешто пред да дојде. Самиот збор има латинско потекло, пред да дојде превенира, значи пред да дојде. Да спречиме болеста да се појави. Значи имаме повеќе степени на превенција, повеќе нивоа на превенција. Значи јас ќе појдам од таму каде што јас доаѓам, од примарната здравствена заштита, односно примарната превенција, да спречиме појава на болест. Секундарна превенција, да ја откриеме, рано откривање на болеста. Терцијерна превенција веќе кога работиме, сме откриле болеста, ја лекуваме болеста и го подобруваме квалитетот на живот. Значи тие се три нивоа на превенција, а јас доаѓам од примарната здравствена заштита, како матичен лекар, работам секојдневно на таа примарна превенција, да спречам појава на болест. Така, ама од таму почнува се. Така, од ординацијата на матичниот лекар, бидејќи за се нешто како проблематика или тегоба што ќе почувствуваме, прво се обраќаме кај матичниот лекар. Зошто превенцијата треба да почне уште од најраната детска возраст и што опфаќа таа превенција? Здраво дете, здрав возрасен. Значи, здравото дете, уште од самото раѓање, подлежи на рутински прегледи во смисла на следење на неговиот раст, на психофизички развој, потоа вакцинација според календарот. Тоа се некои, да речеме, основни чекори уште од раното детство, збориме новородено, доенче, предучилишно, училишна возраст, каде што се следи
неговото здравје преку рутински прегледи. Затоа ќе кажам здраво дете. Мајките ги носат децата кај своите матични педиатри уште од раѓањето, првично првиот преглед е еднаш седмично, потоа секој месец се следи нивниот раст и развој. На тој начин се превенира појава на болести, дали тоа дете уназадува во растот. Значи се даваат совети, се земат одредени додатоци, тука е витаминот Д, омегата 3, кои што придонесуваат за нивниот општ психофизички развој, па во предучилишната возраст, систематските прегледи, редовната вакцинација. Детето треба да се учи на здрави навики уште од раѓањето. Значи, како што расте детето, така тој не гледа нас, возрастните, како модел на однесување. Како ние се однесуваме спрема себе си, во иднина тоа дете ќе знае како да се однесува и за себе си. Значи, дали ќе јаде здраво, како се запознава тоа со одредени намирници, што е овошјето, што е зеленчукот, што значи да се зема редовно течности, да се избегнуваат тие процесирани продукти, да се дава на детето да се игра со зеленчукот. Значи, многу е важно да се внесе детето во процесот на превенција уште од самото детство. Затоа викаме, детството е оно прво скалило каде што ние ги стекнуваме здравите навики кои што ќе наследува во векот на целиот живот. Така, а одговорноста за превенцијата во раната детска возраст е секако кај родителите и научењето на добрите здрави навики кои што понатаму ќе придонесат тој да израсне во здрава личност и индивидуа. До 40-та година, велиме младите луѓе, така, адолесцентите, младите и луѓето, односно популацијата до 40 години. Зошто е тука важна и каква треба да биде превенцијата? На што треба да се внимава, бидејќи во тој период, велиме, млад човек е здрав човек и на вистина така да треба да биде. Последно нешто на што помислувате е дека можеби треба да се прават одредени превентивни и прегледи или пак превенцијата лично за себе. Значи, јас ке поедам како млад поединец. Сите, дур сме млади, мислиме дека сме здрави. Ја забораваме превенцијата. А во секојдневието живееме динамично. Имаме неадекватна физичка активност, значи не сме доволно физички активни, немаме доволно сон, имаме небалансирана исхрана, во смисла на зеленчук, овошје, риба, месо. Многу често сме изложени на хроничен стрес. Изложени сме на премногу активности. Сето тоа ни го нарушува здравјето, ни го нарушува имунитетот. И токму во овој период, кога велиме млади, до 40 години, тука е тој период кога се појавуваат хроничните незаразни болести. Значи, ние со текот на годините несвесно ги забораваме превенцијата и секојдневно, враќајќи се на овие нездрави навики, што ги кажав, го нарушуваме здравјето. И токму велам, дур сме млади, мислиме дека сме здрави, но не е така. Превенцијата е процес, доживотен процес. Ние треба да ги превенираме, да ги спречуваме болестите да се појават. А се доаѓа од тоа што кажав, основните навики. Така, што треба да се проверува во тој период од животот? Младите луѓе не сакаат да одат на лекар. Не сакам да генерализирам, има исклучоци, но сепак тоа е мислењето кое што го имаме кај младите. Најчесто зошто да одам на лекар? Имаме стигма кон одењето на матичен лекар. Имаме страф, имаме анксиозност која ќе се помисли на идење на лекар. Треба да се прават, значи, еднаш годишно лабораториски анализи. Значи да се види нивото на шеќерот во крв, да се види липидниот статус. Значи тука е холестеролот, триглицеридите, да се проверат основните параметри, значи крвна слика, да се види нивото на еритроцити и другите клетки, значи да се види општата состојба на телото токму преку таа крвна слика. Значи еднаш годишно. Доволно е чисто да се види какво е нашето тело. Дали е во рамките на нормалата. Дали тие вредности покажуваат некои отстапувања. Дали имаме потреба по натамошни исследувања. Затоа е тука матичниот лекар. Да види и ако има потреба да упати. Така да. Кај таа помлада популација, кога го има и е присутен генетскиот фактор, генетиката, така тие малку повеќе треба да повнимаваат, нели? Бидејќи го имаат поголемиот ризик, не мора да значи дека некогаш во животот ќе заболат од истото, ако се придржуваат кон препораките од лекарот и ги преземаат добрите мерки. Позитивната фамилиарна анамнеза, особено за некои заболувања, типот на диабетес, на шеќерна болест, потоа тука се малигните болести, дали има во семејството некој заболен од малигна болест. Значи тоа бара поголема препазливост и од страна на пациентот, и од страна на матичниот лекар.
Тие пациенти мора почесто да се исследуваат, да прават почести рутински прегледи од типот, значи како што кажав, лабораторија, најосновното, потоа не е лошо да се направи еднаш годишно мерење на крвниот притисок, да се направи ЕКГ, да се направат основните тестови кои што отприлика ќе ни кажат во која состојба се наоѓа нашето тело. Значи здравјето. Како што кажавме, некои имаат предиспонираност да имаат зголемен ризик од некој заболување, шеќерната болест, малигните неоплазми, покачениот крвен притисок и така натаму кардиоваскуларните заболувања. Значи тоа се сите тие хронични заразни болести кои што имаат и надворешен фактор кој што влија, но и генетски фактор кој што си го носиме и е неменлив. Значи имаме ризик фактори кои што ние можеме да ги искорениме, кои што се менливи, но имаме тие кои што се неменливи. Ние полот не можеме, нели да кажеме, некои болести се почести кај мажи, почести кај жени. Некои се почести да кажеме во одреден период од животот. Посменопаузално, дали тоа се водат кај мажите после 40-та, 50-та година. Кај младите исто така, ако некој од семејството имал шеќерна болест, и тие може да имаат шеќерна болест. Значи рутинските прегледи, затоа како што кажавте, има одредени прегледи кои што се основни и кои што еднаш годишно треба да се направат. Така да. А не одземаат многу време, а многу ќе направат за нас, нели, за да ја провериме здравствената состојба. Периодот од 40-та година па натаму. Зошто тука е исклучително важна превенцијата? Ќе се согласите ли дека во денешно време некако со најголем ризик за заболувања е популацијата од 40 до 55 некаде години? Токму така. Барем од она што го гледаме за жал во секојдневието. Токму така, ние матичните лекари, тие превентивни прегледи што ги правиме кај пациентите, така нашите матични пациенти, се значи идеал насочени кон пациентите од 45-та година па нагоре. Значи имаме некои болести кои што се позачестени токму во таа возраст. Значи кај жените, кај мажите, затоа викаме овие прегледи веќе имаат и родова димензија. Кај жените кои прегледи треба да се направат. Значи многу е важно да се нагласат некои прегледи од типот редовни гинеколошки исследувања, правење на ПАП тест, ХПВ типизирањето, значи исто така само прегледот на дојките. Младите пациентки, женските пациенти треба да знаат дека не е срамно, мислам, своето тело треба да го прифатат. Еднаш месечно, 7 до 10 дена после менструалниот циклус, да го обават тој само преглед на дојки, да забележат по квадранти, по двете дојки, дали има појава на тврда маса, да се проверат брадавицата, дали е променета бојата, дали е вовлечена, дали има исцедок. Значи тоа се многу важни информации кои што не чинат многу, а самите пациентки може да ги спасат од, да кажеме, веќе откривање на болест во подоцнежен стадиум. Значи тоа се, да кажеме, кај жените тие прегледи кои што треба да ги обават. Мажите и тие исто така треба да си говорат на вниманието на поедини, да кажеме, скрининзи. Дали ќе биде тоа после 50-та година, на 3 до 5 години правење на колоноскопија, бидејќи ја знаеме колку е висока стапката на карцином на дебело црево кај мажите токму во таа возраст, значи после 50-та година. После 45-та година, 50-та година, значи рутинска контрола на ПСА, тоа е параметар кој што ни кажува како ни работи простатата, значи кај машката популација. Значи тоа се тие некои прегледи кои што се толку едноставни, значи ПСА се испитува преку крвта, се докажува колку е висината на тој тумор маркер, ќе ни даде многу јасна слика како работи простатата. Значи потоа, како што кажав, колоноскопијата на 3 до 5 години, кај мажи над 50-та година, исто така и жените ќе ги кажеме, да исклучиме нели карцином на дебело црево. Да. Значи тоа се многу едноставни прегледи кои што може да не чинат, да кажеме, да не чинат спас, да не доведат до побрза дијагноза на некој заболување кој веќе го има пациент. Така, бидејќи колку порано се открива, толку и подобро ќе биде текот или прогнозата на лекувањето, кога веќе ни споменавте и жените и нели оние прегледи кои што се редовни за дојка, на прво место само прегледот, кога е ехо, кога мамографија кај жените, на која возраст? Така, значи ехото на дојката може да се прави рутински еднаш годишно. Мамографијата кај жените после 40-та година, после 50-та година, да се прави рутински на 2 до 3 години. Значи имаме ние таа скрининг мамографија, но знаеме колку се ресурсите, дека не сите пациентки добиваат термин адекватно на време за да го исследат тоа. Затоа, значи одиме само преглед на дојка,
одиме ехо на дојка и мамографија. Значи мамографијата ни е златен стандард за дијагностицирање на рак на дојката. Значи мамографијата е навистина многу важна кај жените кои што имаат висок ризик за здобивање на карцином на дојка, особено ако имаат во фамилијата позитивна фамилиарна анамнеза, дали тоа била мајка, баба, тетка, значи збориме прво, второ колено, дали се тоа жени кои што имале некој друг вид на карцином, значи тука ќе го споменеме карциномот на грлото на матката кој што е доста чест кај жените, затоа го кажав ПАП тестот, затоа го кажав гинеколошкото иследување. Значи тоа се тие некои рутински прегледи кои што може да се обават. Јас разбирам дека нема термини толку колку што треба да има. Но сепак одредени прегледи може да спасат живот. Значи тука сме ние матичните лекари во секое време да бидете упорни за да го барате терминот, така да се и да ги подсетите, така да. Остеопорозата. Веќе кога зборуваме за жените, ајде барем уште малку да заокружиме, дали DEXA скен треба да се направи кога ќе настапи периодот на менопауза или некогаш можеби кај некои заради други индикации малку порано, бидејќи голем број од жените и така велат. Не сум се уште во период на менопауза, не морам да правам DEXA скен. Кога ќе го направат малку порано, кај некоја може да покаже и некакви промени. Така, остеопорозата е почеста кај жените во постменопаузалниот период. Значи, не е лошо да се направи и тоа оди повторно ќе кажам. Матичниот лекар треба да упати на ортопед, на ревматолог, на интернист, па тој да направи нели следување на DEXA. Збориме сега за DEXA од лумбосакралниот дел на кичмата. Мислам, исто DEXA може да се направи од петата. Че тие се некои исто така рутински прегледи. Остеопорозата си е честа кај жените, може да се превенира со рано одење на специјалист, правење на тие претраги и доколку се докаже, во иднина нема да ги имаме тие остеопоротични фрактури, значи дури не мора да значи дека жената има остеопороза, туку треба да го обави, може да има остеомалација, значи да има намалена коскена минерализација. Сакам да кажам, многу е тесна границата меѓу тие, меѓу остеопенијата и остеопорозата. Така, остеопорозата, исто така тироидната жлезда е убаво да се иследиете, да ја споменеме, значи да се направи ехо на тироидна жлезда, да се испита тироиден статус, да се исклучи и тироидната жлезда и нејзино можно заболување. Знаеме колку е често засегната функцијата на тироидната жлезда, особено кај женската популација, но тука и машката популација. И тоа колку е во последно време откривањето на некој тироидно заболување, често го гледам тоа и кај пациентите, многу млади пациентки веќе имаат некое нарушување на тироидната жлезда. Така, и пред да го погледнеме и следниот блок реклами, да заокружиме за ова женско здравје и превенција кај жените, кардиоваскуларните заболувања, односно мора да внимаваат и повеќе да мислат веќе по периодот на менопауза и на своето кардиоваскуларно здравје. Ако сме заштитени до тој период, веќе по периодот на менопауза се изедначуваме некако во ризикот со мажите. Токму така, значи водечка причина за смрт во светот, па и во Македонија и кај мажите и кај жените се кардиоваскуларните заболувања. Значи жените во периодот после менопауза имаат зголемен ризик од нарушени масноти во крвта. Тука зборам за покачен лош холестерол, покачени триглицериди, кои што понатака се таложат во тие крвни садови, прават тиатероматозни промени и како што сама кажавте, имаат зголемен ризик жените. Значи, да се направи липиден статус. Првично, најосновната постапка, земање на упут за лабораториска анализа од матичниот лекар и проверка на тоа што е, нели, да кажеме, фондовски купен холестерол, триглицериди. Понатака како треба, ќе се разграничи добар, лош холестерол. Толку едноставно и толку изводливо. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме понатаму со разговорот во студиото. Доктор Веле, хроничните незаразни заболувања, нели ги споменавме, висок крвен притисок, диабет, ХОП, малигни, така и ред други белодробни заболувања. Тие се најчести, најмногу по честотата и по смртноста, така во светски рамки, но да не ги заборавиме. Добрата страна е што може да се контролираат, може да се превенираат со промени на животниот стил, така да го постигнеме позитивното и посакуваното, но што со заразните и тие се закана за нашето здравје.
Гледано, хроничните незаразни болести навистина доминираат во општеството. Тие се не само товар за пациентите, туку се товари за државата. Чинат финансии, нивниот третман, нивната диагноза, па и, да кажеме, и висок е морталитетот. Како што кажеме претходно, се поаѓа од тоа како ние се опходуваме спрема нашето здравје. Значи, телесната тежина, немањето на физичка активност, потоа матичниот лекар многу често го проценува индекс на телесна маса, прати телесна тежина, како што кажавте, артериската хипертензија, односно покачениот крвен притисок, шеќерна болест, малигни неоплазми, хроничните белодробни заболувања, ХОП, астма и така натаму. Значи, тие се многу, да кажеме, досадни, во смисла трае лекувањето, се продлабочува тежината на заболување и на крајот на краиштата може да се регулираат со многу едноставни чекори. Заразните заболувања, како што преска нагласи, вакцинацијата според календар. Да се тргне стигмата од вакцините. Секој има право да одлучува за сопственото дете, но да не се враќаме децени наназад, особено во поглед на заболувањата. Како морбили, како рубеола, значи како полио, тоа значи се искорените заболувања веќе пред 20, 30, 40 години. Значи треба да се посвети внимание и на подигање на свесноста кај самите луѓе за вакцинацијата. Да се нема тоа стигматизирање дека таа доведува до одредени појави како што е поврзување на вакцинацијата со аутизмот, мислам поврзување на вакцината со карциномите, дали е тоа научно потковано, мислам се треба да биде поддржано со науката. Да не се подлегува на спекулации на форуми, на интернет пребарувања, на ChatGPT и така натаму. Така, имунизацијата е многу важна за колективното здравје на сите. Сезонскиот грип може да се спречи неговата тежина со вакцинацијата против сезонски грип. Значи сега имаме вакцина и за варичела, имаме исто така вакцина и за многу бактериски причинители. Значи стрептококната, односно пневмококната вакцина, потоа имаме вакцина за хепатит Б вирусот, која што во регуларниот календар кај децата, исто така вакцината за многу други заболувања, оние високоризични ХПВ, субтипови. Да. Значи таа е од скоро и кај машките адолесценти во задолжителниот календар. Значи многу е добро да се прати трендот на вакцинација. Јас искрено пак ќе кажам, се е наш личен избор. Никој не треба да прави нешто на сила, се одлучува самостојно за себе си, но јас како лекар стојам за тоа дека многу работи може да се спрешат токму со овие да кажеме алатки. И кога сме веќе кај тие вирусни заболувања, сега ќе го имаме и сезонскиот грип, кој што е доста... Пикот допрва го очекуваме, иако, како рековте, некаде од декември веќе беше почнат грипот, па и како ближеа новогодишните празници, некако се повеќе слушавме така, дека луѓе има болни со високи температури, со омалаксаност, со замор, ама научивме ли како да се справуваме со грипот, да не е само во тешка и комплицирана состојба. Токму така. Самата вакцинација нас не штити дека нема ние да се стекнеме со инфекцијата, туку тежината на клиничката слика ќе биде многу поблага отколку ако не се вакцинираме. Особено ние ранливи категории, бремени жени, збориме, луѓе со хронични заболувања, луѓе со малигните заболувања, така да за нив таа вакцина е повеќе добро дојдена. Така. Кај хроничните заболувања, иако се толку чести и застапени, ако нешто преземаме, нели ќе ги контролираме или ќе ги ублажуваме симптомите. Ама против загадениот воздух не можеме ништо, за жал. Тоа е продукт на човековиот. Како тој влијае на комплетно нашето и физичко и ментално здравје? Токму така, тоа е искрено резултат на човековиот фактор. Значи тука се индустриските капацитети, тука е горењето на отпад, тука се издувните гасови од возилата. Значи тоа се фактори кои што придонесуваат тоа да биде уште поизразено. Тоа доведува до оксидативен стрес во нашето тело, ослободување на слободните радикали, кои што доведуваат до забрзано старење, до хронично воспаление, до хроничен замор. Значи, што треба ние да направиме? Да си вклучиме во исхраната антиоксиданси, борци против слободните радикали. Значи, кои што ги има во зеленчукото, овошјето, значи ги имаме во јаткастите плодови, во бобестите овошја, да не заборавиме тука селенот, цинкот, значи витаминот С, витаминот Е, кои што се далеку од потребни сега во овој период. Хидратацијата, значи 2 литра вода дневно да внесуваме за да ние
се бориме против аерозагадувањето, да престојуваме во своите домови кога знаеме дека е критично нивото на воздух, нели? А критично е Па постојано. Критично е и го чувствуваме истите да. преку главоболка. Буквално секој од нас, буквално секој поединец, секој жител во оваа наша држава, така е изложен на истиот воздух, го дише истиот воздух. Сите се изложени и лекарите. Ама едноставно, и пациентите. така, како да кренавме раци и како да се навикнавме и само се жалиме дека воздухот надвор е многу загаден, а оние кои што треба нешто да преземат, буквално не преземаат ништо. Токму така, значи, сепак, сите го дишеме тој воздух. Никој не е, да кажем, изолирано загадениот воздух, а на вистина завзема големи штети по здравјето на луѓето и доста е зголемен ризикот, пак ќе кажем, кардиоваскуларното здравје, респираторното здравје, да не збориме за хроничен замор, луѓето не се функционални, ми се нарушува општата благосостојба. Така, кога едноставно се чудите зошто јас вака се чувствувам денеска. Токму. Да, менталното здравје не смееме да го заборавиме. Колку му посветуваме време и внимание на менталното здравје. Токму така. А колку за жал го занемаруваме. Менталното здравје е од исклучителна важност за секој од нас. Многу често на крајот од денот ја остануваме сами со себе и токму некои прашања не прашуваат што преземав јас денеска за себе си. Дали си прочитав книга, дали се прошетав, дали направив доволно за себе си. Значи тоа се некои работи кои што ние треба да си ги направиме. Значи на крајот од денот мора да имаме време за себе. Грижа за менталното здравје, да препознаеме кога не ни е добро. Да знаеме дека не е срамно да се обратиме и да побараме помош. Значи тоа е дел од здравјето, затоа викаме холистичен пристап, се гледаат сите аспекти на човековото здравје. Значи да се заштитиме од анксиозноста не можеме, таа е дел од нас. Само треба да научиме како да ги препознаваме и да не дозволиме да не надвладаат тие емоции, тие непријатни, да кажеме, состојби. Исто така да се заштитиме, до сите го посочувам ова, млади, возрастни, од синдромот на согорување, особено во професионален аспект. Значи да имаме, да бидеме свесни за тоа колку можеме да направиме. Колку се нашите капацитети и очекувања, значи да си бидеме на крајот од денот одговорни за нашето здравје, како што кажав, да имаме време за себе. Ако ние сме здрави, другите ќе бидат здрави. Да, веројатно човек не е свесен колку се вложува, колку прави, колку работи, колку стресови има, колку околината, работното место влијае на сето тоа, се до моментот додека телото ни рече веќе јас не можам да издржам. Токму така. Па да си ги даде тие сигнали, нели, дека човек треба да сврти нова страница и нов лист. Токму така. Значи ние секојдневно сме изложени на работната средина, каде што имаме притисок, правиме повеќе од што можеме. Тука се односите меѓу луѓето, па дома исто така. Значи тоа се конгломерат на работи кои што на самата личност ја отежнуваат незината благосостојба, се нарушува сонот, се чувствува надразливо, не го препознава тоа, а знаеме дека менталното здравје навистина е се уште стигматизирано, одржувањето на менталната хигиена. Так. Значи не е срамно да се посети психолог, да се посети психотерапевт, да се работи на менталното здравје, зашто тоа е дел од нашето здравје. Не е само физичкото здравје важно, туку и менталното здравје. Порага до сите гледачи да си обрнат повеќе внимание, да се слушаат себе си и на крајот од денот да се обратат кога ќе имаат и некоја, да кажеме, психолошка состојба на лекар. Не е само кој ќе има нешто телесно, зашто тоа што го имаме однатре, ако е нарушено, ќе даде симптоми, односно ќе настане некоја психосоматска. Како матични лекари можете да забележите такви работи? Отворено разговарате со пациентите? Можем да говорам во собствено име, да. како млад лекар, кој што сака да има холистичен пристап, индивидуализиран пристап во пристапот кај пациентите. Пробувам да ги распрашам преку анамнезата, дали постои некоја ментална димензија во тоа што моментално се случува кај пациентите. Многу е важно да ги прашаме пациентите како се чувствуваат, дали тоа што го имаат моментално во животот може да го издржат и да се посочи дека нема, јас тоа го ширам пак превенција за ментално здравје, не да се тргне етикетата, значи од грижата за себе во аспект на ментално здравје. Тоа е многу важно. И матичните лекари треба да се, да кажеме, првата линија, првиот контакт, каде што пациентите треба да чувствувате на безбедна зона и да го кажат тоа што ги измачува. Значи, нема срам
од тоа што се чувствува, како се чувствуваме. Нема непријатна емоција, нема лоша емоција. Секој е тука да не научи нешто. А тоа значи ако не надминува, ќе се обратиме на лекар и тој ќе не упати каде што треба да не упати. Не значи дека се е психолошко расстройство. Така, да. Дали во годиниве наназад и кај помладата популација за жал е се поголем бројот на депресијата и анксиозноста како почеста појава кај тинејџерите, младите, што посебно загрижува. Токму така. Јас можам само да кажам дека од годинава имаме и превентивен преглед, скрининг на менталното здравје кај младите адолесценти од 18 години па се до 35. Значи се поставува еден прашалник за проценка на депресијата кај пациентите. Преку 9 прашања јас искрено ја гледам стигмата кај младите да ги одговараат прашањата. Јас гледам да ги прашам некако значи треба да се има пристап како ќе му го поставиме прашањето на пациентот за да извлечеме од него суштината, што го довело до таа состојба во која што е. Да, младите се многу изложени на првично одиме на меѓуврсничко насилство, сајбер насилство, кое што е исто така во голем степен изразено не само кај децата, туку и возрастните по социјалните медиуми. Социјалните медиуми се во денешно време голем извор на па да речеме нарушување во менталното здравје, нарушена самодоверба, премногу користење на телефони, избегнување на вербална комуникација. Ако ќе седнеме гледаме дека сите сме веќе по телефоните, значи мора да се освестуваме дека разговорот е многу важен. Значи во семејството да се сподели, да се нема срам, децата да имаат доверба во родителите, па ако немаат доверба во родителите, во тој случаите на лекар, матичниот лекар е дел од семејството, мислам, нели семеен лекар е тој што треба да се грижи за целото семејство. Токму и затоа е семеен лекар, така за целото семејство. При крајот сме, да не ги заборавиме и малигните заболувања, бидејќи раното откривање, препознавање на симптомите, грешиме кога ќе речеме нешто ме боли, ама ќе помине, ајде не мора сега да одам на преглед. Повторно ќе кажам, како што и преска нагласив, кај жените, само прегледот на дојки, потоа ехото на дојки, гинеколошките прегледи, кај мажите, контрола на простата специфичниот антиген, контролата нели колоноскопијата. Значи сите тоа да кажеме некои чекори, мали чекори кои што може да доведат до големи цели. Рано откривање на болест. Ако се открие рано болеста, значи таа не е во некој напреден стадиум. Да. Ако е во напреден стадиум, таа болест ќе даде метастази, многу ќе биде потешка за лекување и нели смртноста е многу повисока. Значи, редовно да се посетува лекарот доколку има нели симптом, знак, да се јави на лекар, дали тоа како што рековме преска, дојки, тврда маса, исцедок, дали кај мажите променлива столица, тврда столица, присуство на крв во столица, болка во абдомен. Значи се тоа некои симптоми кои што може да бидат знак, тригер за да се јавиме на матичен лекар и со помош на матичниот лекар ние да дојдеме до правилната анализа, диагностика, специјалност и до диагнозата. Така. Ви благодарам за гостувањето. Одлучивме да третираме една ваква тема како за почеток на годината. Рековме нема конкретно за заболување да зборуваме, туку една едноставна тема која што е многу важна и која испраќа важна порака. Значи како рековте на почеток, да не почнуваме од утре или во некое време во иднината, така? Од сега ќе почнеме. Туку од моментов, од денес. Од денес ќе почнеме, од моментот. Така, да. Ви благодарам. Благодарам јас вам. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имате убав ден, убави празднични денови и не заборавајте. Грижете се за вашето здравје за да си обезбедите добар, квалитетен живот и благосостојбата која што ја посакувате.